Денес во просториите на Ракометната федерација на Македонија беше излечена ждрепката за формирање на групи за новата сезона во првата лига, а со тој и познати распоредот за новата сезона. Иако првично беше најавено дека во новата сезона ќе настапуваат 19 екипи, сепак во новата сезона ќе играат 18 екипи. Екипите во регуларниот дел од првенството ќе бидат поделени во две групи А и Б. Во плејофот ќе го формираат екипите од првото до петото место во групите А и Б, а екипите од 6 до 10 место од А и Б групите ќе разигруваат во плејаутот. Во плејофот и плејаутот групите се пренесуваат резултатите и бодовите постигнати со екипите со кои веќе се играло во регуларниот дел во групата, а се пласирале во иста група плејоф или плејаут групата. Ќе се играат два пати по 5 кола или вкупно 10 кола дома гости, само со екипите кои играле во другата група во регуларниот дел. Екипата која ќе биде прва во плејофот на првата лига обезбедува директен влез во Суперлигата за следната сезона 2025-2026, додека пак втората екипа во плејофот на првата лига игра бараш на неутрален терен со екипата која ќе биде претпоследна во плејаутот на Суперлигата. Во групата ќе настапуваат екипите на Евроформ Пелистер 2, Multi Essence, Аеродром, Металург РА, Јехона, Овче поле, Кичево, Астерион и Борец, а во првото коло Астерион ќе игра со Металург РА, Јехона со ланскиот суперлигаш Multi Essence, Аеродром со Овче поле, ланскиот суперлигаш Евроформ Пелистер 2 против Борец, а екипата на Кичево првото коло ќе биде слободна. Во групата Б ќе настапуваат екипите на Вардар Неготино, Скопје, Младост Богданци, Драчево, Македонија Ѓорче Петров, Шампион Партизан Гевгелија, Текстилец и Преспа Вардар. Во првото коло ланскиот суперлигаш Вардар Неготино ќе игра против Штипски Текстилец, Преспа Вардар против Драчево, Шампион со екипата на Партизан Гевгелија, Македонија Ѓорче Петров против Младост Богданци, а во првото коло ланскиот суперлигаш Скопје ќе биде слободен. Новата сезона во првата лига треба да започне на 14, односно 15